Por i kthehemi sërish në studio dhe në fakt do ndalim pak më shumë tek pavarësia ekonomike e vajzave dhe grave dhe jo vetëm, me fokus do kemi edhe diskrepancën mes de jures dhe de factos në situatën e vajzave dhe grave, pra asaj se çfarë ligji thot dhe asaj se çfarë në realitet ndodh. Kështu që me mua së bashku në studio është Vesna Ivanović nga udhëheqëse e UN Women këtu në Maqedoninë e Veriut. Dobro утро, добро ни дојдовте. Добро утро, благодарам за поканата. Нема многу дена од кога ни помина 8 март. Како беше за UN Women? Дали беше така каотичен со активности и во добра смисла? Да, 8 март помина како ден, ама ова е месецот во кој се прославува меѓународниот ден на жената и би требало и цела година секој ден да е ден каде што ќе се почитуваат жените. За нас, да, имавме активности, се уште течат активностите. Во секој случај сакаме да направиме нешто значајно кое што ќе пренесе порака. UN Women, јас во почеток од емисијата кажав дека глобално има направено многу за девојчињата и жените, за нивните права, и сега ги имаме канцелариите и тука во Македонија, во Скопје. Колку е важно да имаме UN Women тука во Северна Македонија? Видете, значајно е, затоа што оваа агенција на Обединетите нации е создадена со единствен мандат, значи за јакнењето на жените и родовата еднаквост. Така што многу е потребно, бидејќи и советодавно и со конкретни активности се постигнуваат тие цели кои што се глобални, регионални и секако наши национални. Кога зборуваме за правата на жените и девојките, јас би сакала да се фокусираме на некои гранки поточно, тука почнувајќи со економската зајакнување и тоа што жените да бидат можни да функционираат, да живеат со свој приходи, да не бидат зависни од другите. Колку е важно ние да зборуваме за економска зајакнување кај жените? Многу е важно, затоа што кога економски зајакната една жена, таа е во можност да решава, да носи одлуки за својот живот, но тоа почнува од дома. Тоа почнува од рани нозе. Прво од образованието. Ако едно девојче има можност да учи и понатаму да се вработи, да го работи тоа што го сака, таа има и заработувачка, која што може да ја помогне да носи одлуки за својот живот. Така што во секој случај, како што реков, паралелни процеси се од домот, потоа институциите треба да мислат кога се прават законите, како и колку има можност таму во тие закони, сите, значи и мажите и жените да имаат еднакви можности. Затоа што една жена ако сака да отвори свој бизнис, а таа нема имот, нема наследство, знаеме дека се уште во нашава земја женското дете нема да го земе наследството затоа што синот треба да го наследи, а таа ќе се омажи, па ете од таму од мажот ќе има нешто. Значи независно, секоја жена, секој маж треба да имаат финансиска независност која што заедно кога ќе размислиме дека и мажите и жените во општеството со своја финансиска моќ го прават општеството посилно и семејството посилно. Вие кажавте дека ова почнува од домот, од таму каде што ние ги правиме првите чекори. Дали ние сме свесни и нашите родители дали се свесни за да не едуцираат во оваа насока? Знаете, никогаш не сакам општо да зборувам. Значи има секаде исклучоци, но тоа што е како општо забележано, од тоа што го слушаме, од тоа што го гледаме, анализите што покажуваат, дека има двоење. Има двоење се уште на машко дете, женско дете, има се уште длабоко вкоренети стереотипи. Јас размислувам дека ако за мојата баба стереотипите, некои од нив биле исти кои што се за мене, нешто длабоко не е во ред. Силно не е во ред. И тоа не може да не влијае дали е во домот, зависи нели колку размислуваме и колку отворено размислуваме за женските права, за правата во семејството на девојчето, понатаму на жената во општеството, и ако ги препознаваме, затоа што не секогаш се прават работите намерно, најчесто се прават
без размислување, затоа што така било, затоа што така треба, затоа што таа е традицијата. Јас секогаш велам, ние моралните вредности никогаш не ги ставаме под знак прашалник, ниту добрите традиции, но има некои работи што се штетни, а ги поврзуваме со традицијата. И тука се прават најголемите проблеми. Вие сте били тука во нашето студио кога сме збориле и за семејното насилство. Дали гледаме поврзаност помеѓу економското зајакнување и семејното насилство? Апсолутно. Значи, јас преска кога кажав дека една жена финансиски зајакната со своји примања, таа може да одлучи за својот живот. Најчесто жртвите на семејно насилство тие велат дека немам избор. Значи се враќа повторно во тие услови каде што е малтретирана на секој можен начин со различни форми на насилство. Од психолошка, физичка и така натаму физичко насилство, затоа што немам избор, немам примања, не можам каде да одам. Најчесто и семејството поради таа некоја стигма вели па седи кај мажот, па и не е толку лошо, тоа е семеен проблем. Значи апсолутно е многу важно, многу поврзано и значајно. Ние само што почнавме да зборуваме за 8 март, за месецот март, на кој се забележуваме правата на жените, но ние ќе одиме само на кратки реклами, пошто колегата и вториот гостин ние дојдем, па да го примеме тука во студио. Дошкам ветаме на пак публицитет, да дорихтеем се башко да меним сафир театрици или да нафледа да пак мошом пропунен UN Women си координатора тук, што ќе ветам пак публицитет. Порекцеме сречно студио, ветам për të vjuar bisedën të cilën tashmë e filluam, po flitim rreth asaj se sa është e rëndësishme që të kemi pavarësi ekonomike të vajzat dhe të gratë, se si ajo lidhet më pas qoftë me ekonominë në nivel shtetëror, se kjo kontribon në zhvillimin e ekonomisë, mirë po edhe në atë se vajzat dhe gratë mund të jenë më të pavarura dhe kjo ndikon edhe në dhunën në familje, sepse ato mund të dalin nga ky rreth. Për të vjuar bisedën, mirë po në studio na është bashkangjitur edhe Dimitar Dimitrovski, i cili është koordinator në UN Women. Добро утро и добро ни дојде и Димитар. Добро ве најдов. Ние веќе почнавме со економското зајакнување. Јас би сакала од тебе да те прашам кај младите како е една слика од младинскиот дел на популацијата. Дали младите сакаат да работат, особено девојчињата и жените, за да бидат еднакви во економскиот дел со мажите? Благодарам за прашањето. Мислам дека генералната слика, нели, кај нас, како и на глобално ниво, е дека нормално сакаат да работат, сакаат да ја постигнат она родова еднаквост и да имаме паритет во сите професии и сите сфери на животот. Тоа е очигледно, мислам, и не само до она што се наметнува, нели, како модерни професии, што е актуелно во светот, меѓутоа и кај нас. Ние сме релативно мала земја, меѓутоа редовно ги следиме трендовите и она што се случува, нели, во светски рамки. Па така може да кажеме дека еве во IT секторот конкретно можеме да кажеме дека имаме некаде пола застапеност и на жени и на мажи. Додека пак во други сектори можеби заостануваме во тој дел, како што е секторот за грижа или други, например, сектори каде што доминантната популација, односно вработените се жени. Така што денеска често пати слушаме дека па добро, има доста права, има доста можности за жените. Да, точно, меѓутоа треба да се запрашаме, нели, која е реалноста и дали навистина сите тие можности доаѓаат така отворено како што доаѓаат и за мажите, или пак постојат и одредени бариери. Нормално, самата глобализација и тоа што живееме во свет каде што технологијата брзо напредува, отвара доста можности од аспект на образование, од аспект, значи, на комуникација, на нудење, значи, на одредени можности и за жените и за девојките да заработуваат и нормално да работат на нивното економско зајакнување. Побрзо да стапат во контакт, например, со целната група, побрзо да ги дисеминираат информациите, да останат, нели, во контакт и во тек со модерните трендови. Верувам дека добро го следиме тој тек и кај нас, и дефинитивно она што е интересно дека постои интерес и кај младите, мислам, девојчиња и девојки, а воедно и кај младите жени да се занимаваат, нели, со различни типови на професија. Чисто како интересен податок може да кажеме дека едно од последните истражувања на УНЕСКО покажува дека дури над 50% од жените истражувачки во нашата земја се всушност жени. Ние ќе зборуваме малку повеќе и за трендовите и за тоа што сега моментално се познава како trend wives или пак домакинги, трендот за сите да бидеме домакинги, но првично нешто што јас најмногу се среќавам е со една реченица. Вие
сите права ги имате, што барате повеќе? Зашто се уште сте во војна со нас? Секогаш се мисли дека жените се во војна со мажите, но каква е реалната ситуација, господја Весна, во врска со тоа позицијата на девојчињата и жените во законите, тука внатре во Македонија, Северна Македонија, но и во меѓународните документи со реалноста, дали се преклопуваат или не? Прво околу таа реченица, значи и јас сум ја слушнала, тоа се перцепции. Значи далеко од реалноста дека секоја жена и секоја девојче ги има апсолутно сите права што им следат, што се човекови права. Значи тоа апсолутно не е точно дека правата се изедначени. Никаде, ниту во светот, ниту во земјава. А околу законите, прво кога се пишуваат, треба да се мисли и на жените и на мажите. Затоа што еден закон кога ќе се напише, отпосле да се додава, знаете кога ќе се гради, ако е изградено цврсто, стои. Ако додаваме, може да не стои толку цврсто и да не биде толку добро замислено. Законите има добра легислатива, секогаш нормално има место за подобро, да се некои работи да се исполираат, што би рекле. Исто така, финансискиот момент е важен. Еден закон има и стратегија за имплементирање или национален акцијски план кој што треба да имаат финансиски средства одвоено за да може тие да се имплементира. Дали е закон против насилство врз жените, па што правиме понатаму, дали имаме шелтери, дали имаме други можности, услови кога е жената жртва, но понатаму како што рековме економското зајакнување, кои се тие мерки кои што можат да помогнат една жена да застане на своји нозе, како што на пример е Истанбулската конвенција кога е правена, значи таа е конвенција која што се занимава со насилството врз жените и таму сите постулати се добро осмислени. Значи меѓународните рамки има многу документи, многу конвенции, многу резолуции кои што бидејќи времето е кратко не можеме да ги кажеме сите тука, но главната порака е дека законот треба кога се пишува да се мисли на жените и потребите на жените во општеството, да бидеме реални. Значи пред се сите да бидеме реални. Затоа што тие што го пишуваме треба да одвоиме средства за да го имплементираме, треба да имаме мониторинг, некој начин да верификуваме како се имплементира, колку се имплементира. Исто така да не забораваме дека јавноста, луѓето и жените и мажите колку сме запознаени, колку сме спремни тој закон да го имплементираме, бидејќи ние немаме луѓе кои што ќе дојдат од не знам каде да го имплементираат и не треба. Ние сме тука, ние ги правиме законите за доброто на нашите граѓани и граѓанки. Значи да го имплементираме законот без стереотипно размислување, без предубедување, а понекогаш и дискриминација, свесна или несвесна. И само тогаш законите колку и добро да бидат напишани, ќе бидат и функционални и сите жени и девојчиња ќе можат да имаат бенефит од тоа. Кажавте и знаеме дека имаме суперлативни закони кои што ни доаѓаат од други држави, но се направени за нашата држава, но колку реалноста се преклопува со овие закони? Дали сите права кои што нашата легислатива ги препознава за девојчињата и за жените, во реално жените ги имаат тука кај нас и ги поседуваат? Знаете, навидум нештата и не изгледа толку лошо. Кога ќе разгледаме статистика, работите почнуваат да стануваат малку посериозни, дури на тие што се предубедени и велат, нели, се е во ред, нема потреба што сакате повеќе, затоа што бројките зборуваат посилно од зборовите. Особено кога зборуваме, например, луѓе кои што работиме на тоа поле, да, тоа ви е вам работа, затоа ќе го кажете, но не е така. Значи, ако навистина размислиме колку жени, еве пример, колку жени возат автомобили, а колку ги поседуваат. Колку жени живеат во станови или куќи, а колку од тие се на нивно име. Значи, еве ви еден пример за тоа како треба да се размислува, во кој правец да се размислува. Насилството врз жените. Кои форми на насилство врз жените не ги трпат мажите? Значи, и мажите се подложени на некој вид насилство. Но колку е процентуално тоа? И дали сите форми на насилство ги сносат и мажите? Значи, има толку многу примери и мене ми е многу драго дека не поканевте и дека зборуваме на оваа тема, бидејќи треба да се објасни на јазик кој што сите ќе го разбереме.
и дека ние не сакаме, никој не сака да земе од мажите да даде на жените. Ниту во законите, ниту со имплементирање на законите, ниту со целта на оваа програма денес. Туку да бидеме свесни дека едно девојче и едно момче кога ќе се родат тие деца, тие се со исти човекови права. И понатаму во домот и во домот, во заедницата, во општеството, тие права делумно исчезнуваат во некои сфери, каде што се помалку видливи, каде што, како што реков преска, ги поистоветуваме со нашите традиции. Не знам дали ви одговорив на прашањето. Да, точно. Мислам, тоа е дека ние мислиме дека имаш под кров под глава, имаме за јадење и дека таму завршува све, но правата се многу пошироки, се многу подетални, имаме права, различни права кои што ние понекогаш и не ги зборуваме јавно. Димитар, пак ќе се навратам јас кај младите. Имаме некои трендови сега во социјалните мрежи и од вас би сакала една реченица за ова, дека веќе девојките сакаат да бидат домаќинки, сакаат да се навратат на 50-тите години, каде што мажот бил the breadwinner, тој што донесува храна дома, а жените само чекаат дома, чистат и нели се грижат за домот и за децата. Колку тој тренд е реален и дали тоа се работи само за социјални трендови во социјалните мрежи и дали тоа може да се имплементира во ова општество кај нас? Па видете, генерално кога зборуваме нели за трендовите имаат еден вид на популаритет кај јавноста и после некој одредено време дали исчезнуваат или продолжуваат, се трансформираат и така натаму. Социјалните мрежи се најбрзиот начин за тоа како ги осознаваме нели информациите, како добиваме информации, особено во ова денешно време на технологија. И верувам дека она што се случува на глобално ниво често пати се пренесува и кај нас. Многу е релативна и индивидуална, например, да кажеме, нели, самата убеденост или предубеденост на луѓето кои што би сакале да бидат или не бидат нели домакинки. Во целата ситуација може да се каже дека денеска помладите генерации можеби нашле еден вид иновативен начин како преку самата грижа, например, односно нели онаа што зборуваме неплатена грижа во домот, семејството и слично, да ја претворат во еден вид на платена работа. Значи преку споделување на корисни совети, преку споделување значи на едукативни содржини и слично, да можат од тоа да имаат некаков економски бенефит. Постои нели делот на образовен момент, односно споделување со јавноста за тоа како можат да ги исползуваат позитивните работи од самото тоа нели што го споделуваат, дали станува збор значи за семејниот живот, дали станува збор за некои практични, например, професии каде што може да покажат како се изработуваат некои изработки или слично. Меѓутоа исто така и наоѓаат целна публика кај различни видови на генерации што можеби не би ја имале доколку се наоѓаат во некоја, да кажеме, рурална средина која што е не толку пристапна, за разлика например од урбаните средини каде што можеби можностите се малку поголеми во таа мера. Така што помладите генерации верувам дека работат нели на тој иновативен елемент како да изненат начини за да можат да станат економски независни, а секако нели да се задржи делот на оние работи кои што пропратно мора нели да се прават. Така што тоа е еден начин како неплатената работа за грижа, нега значи за домот, други лица и останато може да се исползува некој позитивен бенефит. Да. И ме рековте да додадам со една реченица, ќе се обидам. Може и пошироко, слободно. Значи, трендовите, доколку имаме свој став, решаваме дали да ги следиме или не. Се согласувам со тоа што го кажа колегата, значи има и такви примери каде што со еден неплатен труд во домот, нели домакинките, на начин преку интернет може и да се прикаже на поинаков начин или да се заработи, тоа е еден сегмент, важен многу сегмент. Но исто така следењето на трендови, само затоа што е тренди, крие свој, како да кажам,
како подвижен песок е. Значи, ако застанеме таму каде што не сме спремни или не знаеме што е тлото, може да тонеме. Секој има право да одлучи и секоја една девојка, секоја една жена и маж имаат право да одлучат. Сега зборуваме за жените и девојките. Значи, ако јас имам можност во семејството да добиам образование, да не ме двојат од брат ми, понатаму кога ќе се омажам, мажот и семејството негово да не очекуваат од мене дека јас сум само жена и самосна и ништо повеќе, тогаш јас ќе знам дека со своја волја, со љубов, решавам тоа да го правам, сакам тоа да го правам, тоа е дел од тоа што секое семејство, значи, и јас готвам со задоволство, готвам, и јас правам работи дома, но никогаш мојот маж не ми рекол ти мораш само тоа да го правиш. Или не смееш ништо друго да правиш, или моите родители. Значи, апелирам да не бидам сватена погрешно. Сите имаме ние семејства. Значи, бројот на луѓе што живеат во семејствата е различен. Дали јас и мојот брат сме семејство, дали јас со моите родители, дали јас со мојот маж, не е важно, значи, која го формира тоа семејство. Важно е дека сите имаме некое семејство. И дека во семејството треба да има поддршка едни за други. Затоа што така и во соседството каде живееме, ќе даваме пример, и нема да има говор на омраза, види ги овие затоа што некој таму се двои. Треба сите тоа да го следиме, затоа ќе нема ни следење на негативни трендови и затоа и општеството ќе биде едно појако општество каде што ќе нема говор на омраза, каде што младите луѓе нема да влегуваат во некои води без да знаат дали може да пливаат во нив. Дали реалноста е дека жените прават, иако можеби се вработени, пак се враќаат дома и на нив останува грижата за домот, за децата, а пак код мажите не се очекува тоа. Дали имаме овој дисбаланс или се решава со време? Пак ќе спомнам дека не генерализирам, туку кажувам од искуство, од примери и од тоа што го слушаме, гледаме и што се покажува во сите статистички податоци. Значи, тоа се уште се очекува. Ние сме патриархално општество, каде што има конзервативни ставови, дека улогата е на жената, нели, да готви, да чисти, да ги чува децата и возрастните, болните во семејството. Па ќе речам тоа, никој не би рекол јас денес нема да готвам или денес нема да ги чувам децата. Значи, секоја една мајка ќе си го чува детето, но таткото што прави, зашто тоа дете, значи, има двајца родители во случај кога ги има двајцата родители. Или кога една жена подига сама дете, значи, од икс причини, не треба да биде, нели, таа обвината или покажана со прст. Тие се некои работи што се значени, за да можеме да излеземе од таа рамка кој што прави. Пред се да сватиме дека улогата на жената и на мажот во семејството, во општеството не треба да бидат ставени во рамка. Затоа се тие родови улоги. Нели, ти тоа, јас тоа. Не. Заеднички живееме, заеднички работиме, заеднички правиме нешто и во домот и надвор од домот. Точно. UN Women работи секој ден од годината во насока на еднаквост помеѓу жените и мажите. Што би имале да кажеме за вашите активности, нешто што луѓето би можеле да следат или пак да бидат дел? Секако, ние кога имаме, нели, активности и она што го правиме во текот на годината, задолжително, значи, ја информираме и јавноста и нормално објавуваме и на нашите социјални мрежи, особено, значи, на нашиот Facebook профил. Меѓу другото, еве конкретно по повод, нели, 8 март имавме и неколку активности кои што беа практично отворени за јавноста. Би почнал со базарот за економско јакнење, значи, на жените, кој што се случи во Eastgate Mall од 7 до 9 март. И тука има шанса, значи, жени предприемачки, локални производителки, значи, односно социјални бизниси кои што имаат општествена одговорност и прават некаква позитивна промена во нашето општество, да ги изложат своите, значи, продукти, да поработат, значи, на социјалната компонента и нормално ета да им овозможиме платформа за нивно зајакнување. Меѓу другото, организиравме и панел дискусија, конкретно која што беше посветена и на помладата, значи, популација,
гласовите на жените ромки од предизвици до успеси. Често пати зборуваме нели за предизвиците, како се соочуваат со тие и слично, меѓутоа многу е релевантно да се слушнат и оние, да кажеме, локални успешни приказни каде што наши, значи жени од оваа заедница, од ова поднебие имаат што да споделат и како ги надминале одредените бариери со кои што се соочиле во нашето општество. Всушност и тоа беше инспиративниот нели момент за да можеме да видиме како сите ние заеднички можеме да влијаеме во промената и да создаваме една поинклузивна иднина за денешните, а секако нормално нели и за идните генерации. Меѓу другото, со Министерството за социјална политика, демографија и млади, исто така организиравме панел дискусија за да ја уважиме улогата и значењето на улогата, значи трансформативната моќ која што ја носат социјалните работнички. Често пати поради нивната работа за тоа што се на терен, работат значи со различни, значи ризични групи или пак ранливи групи во општеството, не е можеби многу видлива, но е посебно важна и посебно битна. Затоа што тие работат токму на моментот на реинтеграција во општеството, односно им помагаат на луѓето кои што поминуваат низ различни видови на предизвици да можат да си го обноват својот живот. Дали станува збор за некоја жена која што поминала семејно насилство или пак родово насилство или пак станува збор за друга категорија значи на граѓани и граѓанки, нивната улога е посебно важна затоа што тие се сврзивното ткиво всушност на нашето општество. И тука беше многу важно да се истакне нивната позиција и улога затоа што лица кои што добиваат соодветна социјална заштита, значи и подкрепеност, можат да работат нели на својот сегмент да станат економски независни, па и понатаму и успешни нели во самото општество. Тоа беше рамката во која што ние ги организиравме активностите овој 8 март. Меѓутоа во рамки на нашата работа мислам секако работиме на родово одговорно буџетирање, значи внесување на родовата перспектива во хармонизацијата на нашата легислатива со легислативата значи на Европската унија и секако нели превенција и заштита и поддршка значи техничка во однос на елиминирање на сите форми на насилство врз жените и девојчињата. Така што доста широк можеби мандат имаме во однос на тој дел, меѓутоа се обидуваме нели во секоја сфера во која што делуваме да направиме некаков позитивен импакт. Точно. Јас се надевам дека следниот 8 март, следната година, да немаме толку многу теми за дискутирање, но да имаме помалку проблеми или пак предизвици со кои се соочувам жените и девојчињата тука во Северна Македонија. Фала ви многу што бевте дел од нашето студио и што зборевме на оваа тема, но секако ние веќе бидеме во контакт и во следни можности. Благодариме. Благодариме за поканата.